Името насекаде со различен изговор и правопис, а се поврзува со грчкиот збор хорос. Оригиналното значење на овој збор е круг. Зборовите оро, хоро се наоѓаат во некои словенски јазици и имаат значење на танц во круг. Глаголот се ори значи да се зборува, пее, а претходно значел да се слави. Македонските ора се бројни и разновидни. Нивните имиња се изведени од имиња на места, лични имиња, занаети, животни, инструменти, видот на орото, начинот на држање и обичаите. Ората обично се играат за време на верски празници, како Божиќ, Водици, Великден, Петровден, за време на државни празници, венчавки, на собор на сред село, пред црквите, училиштата и куќите. Ората може да бидат отворени и затворени, а играчите се држат за раце или за рамена, за појас или под рака, или пак со рацете свртени надолу. Сите играчи играат на ист начин, освен првиот на орото, кој се нарекува и ороводец, или пак последниот играч, кој се нарекува и кец. Тие може да изведуваат додатни чекори и движења. Ората се водат обично надесно, но има и ора чиј правец на движење е кон лево. Ората се придружувани од народните инструменти, како гајда, зурла, тапан, кавал, но и од чалгија, составено од ут, флейта, канон, гарнета или кларинет, виолина, тарабука и дајре. Македонските ора изобилуваат со движења, како полувртење, клекнување, подскокнување, трусање, односно дрмање, со вкрстани чекори, странични чекори, играње на колена и многу други детали во играта. Промена на ритмот се јавува кај повеќе ора, и тоа обично оди од бавно кон брзо темпо. Ритмот е најразновиден. Се забележуваат ритми, меѓу кои најпознати се 2/4, 4/4, 5/8, 7/8, 9, 11/8, 13/16, 18/16 и други. Assunta